Најголем дел од пациентите денеска ги најдоа лековите на рецепт во аптеките и не им беше проблем, што за да ги подигнат покрај рецепт требаше да покажат и лична карта. На првиот ден од укинувањето на котите се јавија проблеми во некои аптеки, каде информатичкиот систем не им дозволуваше да ги внесат дијагнозите, односно даваше дека дијагнозата не е соодветна, иако тоа не е така. Аптекарите велат дека новиот систем би требало да донесе придобивки за пациентите, но може да предизвика затворање на помалите аптеки кои се наоѓаат на периферијата на населените места, каде што има помала фреквенција на народ. Од Сдруженијето на аптеки објаснува дека пациентите на процесот на легитимирање треба да гледаат како на преодна фаза додека не се воспостави контрола и дека тоа не треба да се проблематизира. И во банка да отидете ќе ви побараат лична карта и нема да ви дадат пари ако не ја покажете. Истото е и со лекот. Со тоа се спречува секое друго лице да го подигне вашиот лек, а вие да останете без потребната терапија, објаснуваат од Сдруженијето на аптекари. Оттаму велат дека нивниот предлог бил наместо да се укинат квотите, тие да го зголемат за 30%, од нив да се иззема скапите лекови и акутната терапија, но тој предлог не бил прифатен. Од буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за лекови на рецепт се потрошени 50 милиони евра годишно, а со укинувањето на квотите очекување да се дека ќе има потреба од поголема сума и да се зголеми истата за дополнителни од 100 до 300 илјади денари.